Несудениот терористички напад во Виена е уште еден доказ дека Европа е атрактивна за напади, алармираат безбедносните експерти. Според нив, исламистичкиот тероризам ги загрозува безбедноста и слободата во многу западни земји. Професорот Методи Хаџијанев предупредува на внимателност, вели дека сите оние кои ќе влезат во тој систем на радикализација тешко се одлепуваат, не само поради идеологијата, туку и поради материјалната корист. Овој вид на радикализам кој што во голема мерка беше, да кажеме, самиот регион беше извозник или базен за извоз на вакви екстремисти на боиштата во Ирак и во Сирија, и секако катастрофалниот пристап во решавањето на проблемите со нив, повраќањето на овој вид на повратници. Ниту Македонија, ниту Балканот не се имаат ниту безбедносни до крај, а уште повеќе заради тоа што регионот се соочува со сериозни економски проблеми, па лидерите сега се соочуваат со предизвик каде да го стават акцентот. Загрижувачки е тоа што тероризмот се враќа на голема врата, а со тоа доаѓа и нова генерација на терористи, велат познавачите. Осомничените за неуспешниот обид за терористички напад во Виена се сите тинејџери. Најмладиот има 15 години, најстариот организаторот има 19. Неговите родители се по потекло од Гостивар, но тој во Македонија не бил никогаш. Според професорот Стефан Буџаковски, сега се помлади луѓе се притиснати да действуваат и размислуваат во согласност со идеологијата на исламизмот. Современиот тероризам и во постигнувањето на современите цели на тероризмот бираат и се организираат на тој начин да регрутираат помлади лица кои што помалку можат да го сватат значењето на она што го прават и уште од мали им набиваат идеолошка подлога за да прават такви акти. Односно, ги ставаат во системот на келии, дали тоа ќе биде во тројка, петка и други заштитни дејствувања кои што терористичките организации ги применуваат во своето дејствување. Например, зошто е спречен концертот? На концертот може независно ќе имало два независни од иста организација независни акти. Инак, ова не е прв случај на терористички напад во кој што бил инволвиран и напаѓач со потекло од Македонија. При атентатот во Виена, кој се случи во 2020 година, беа убиени 4 лица, како и еден напаѓач, кој потекнува од македонското село Челопек. Европа изминативе години имаше бројни крвави напади. Во 2022 година имало 16 во 7 различни земји членки. Италија забележала најмногу напади, 12, иако сите имале радикално левичарско или анархистичко потекло. Истата година имаше и 2 исламистички напади во Европската Унија.